Невремето што неодамна ја зафати општина Чешиново Облешево не ги поштеди ниту штрковите. Неколку птици беа повредени и додека дел од нив закрепнуваат, локалната самоуправа најавува отварање на првиот центар за рехабилитација на штркови во Македонија. За дел од популацијата на штрковите кои што во меѓувреме се појавуваат и на нашата територија како повредени, да најдеме соодветен згрижувачки центар каде што во моментот би можеле да бидат однесени тие штркови. Имаме одлична соработка со една личност која што екзистира во општина Ранковци и имаме одлична комуникација со неа. Таа во моментот ни е единственото место каде што можеме да ги однесеме и оставиме тие повредени штркови на рехабилитација и подоцна пуштање во природата. Идејата не е само да се обезбеди простор за лекување, туку и да се изгради систем за згрижување на повредените птици. Во него би биле вклучени и жители на општината, кои доброволно ќе се грижат за штрковите додека не закрепнат. Прво да најдеме волонтери кои што сами ќе се нафатат да згрижуваат штркови и за среќа веќе ги има. Дел од вработените, дел од луѓето што се од нашата општина имаат згрижено повредени штркови и ги чуват до моментот додека они сами можат да се справуваат со предизвиците на природата. Чешиново Облешево одамна е препознатливо по големата колонија на бели штркови. Од година во година нивниот број расте, па денес во Кочанско поле се евидентирани повеќе од 220 гнезда. Од општината очекуваат дека со новиот центар и со помошта на волонтерите ќе се зголемат шансите за спас и враќање на повредените птици во нивниот природен хабитат. За Сител, Трајан Ристовски.